Здраво, еконаучници, и добре дојдовте во нашата екоучилница. Денеска ќе се запознаеме со експериментот загадување на реките, езерата, морињата. Овој експеримент ги препознава последиците од несовесното однесување на човекот кон природата и ги препознаваме секојдневните загадувачи, материјали и предмети од непосредната околина кои ја загадуваат природата. Пластични шишиња, лименки, најлонски кеси, топчиња од памук, талок од кафе и така натаму. Внимателно следете не и почнуваме. Потребни материјали ни се: пластичен сад, земја, пластични риби, сад со вода, шампон, празно шише, сјај, четка за заби, памук, прехрамбена боја, стиропор, целофан и хумус. Во два пластични сада ставаме вода, потоа ставаме од прехрамбената боја, ја промешуваме за да се раствори. Потоа ставаме од земјата исто во двата сада. Ги ставаме рибите како декорација, за да покажеме дека ова представува море или езеро. Сронуваме стиропор и ставаме сјај и шампон во водата. На крај ставаме и целофан и уште од земјата во садовите. Со помош на четката за заби ги чистиме рибите и ги вадиме од водата. Ги префрламе во другиот сад само со земја и вода. Можеме да забележиме дека рибите имаат многу гнасоти кога ги вадиме од садот со загадувачи. Од овој експеримент забележуваме дека средството за миење садови или течниот сапун, шампонот, ја загади водата и предизвика опасност за рибите. Исто така, заклучуваме дека човекот е најголемиот загадувач. Најдобро е секој од нас да води грижа за природата, да не се загадува водата со фрлање на разни отпадоци, бидејќи само на тој начин можеме да ги заштитиме животните и растенијата кои што живеат во водата.